компетенциите на сите присутни, кои што се пренесуваат врз слушателите, а тоа како таргет група се нашите студенти од сите 3 циклуси, заедно со нивните ментори. Меѓутоа и вмрежувањето се извонредни. Дискусиите кои што се случуваат денес се со презентации на студии на случај. Имаме неколку гости компании кои што се презентираат пред присутните и се во форма на тркалезна маса ќе бидат подоцна, каде што пак ќе пробаме да оформиме низа на предизвици кои што студентите заедно со нивните ментори мултидисциплинарно ќе пробаат да ги решат во текот на своето студирање во форма на проектни задачи, дипломски, магистерски, докторски истражувања и така натаму. Така што суштината што е колабораториумот на Европската универзитетска алијанса Колорс, а тоа е состојките од 4-кратниот хеликс, нашите соработници од бизнисите, граѓанскиот сектор, образовните институции, институциите на системот, ги имаме на едно место во уважариште на колабораториумот, во колаборативниот простор во СИЦ-от на нашиот универзитет и сега веќе се активни. Значи, интенцијата на ваквите колабораториуми се многу стейкхолдери на едно место, а ние ќе пробаме да ги сублимираме и да го премостиме конечно она изолација и своји светови на академијата со реалниот свет и да бидат едно. Оно што се поставува како прашања и дискусии од страна на вклучените во денешниот ден и од студентите, а и од нашите партнерски гости, од студентите од Јан Длугош, Универзитетот во Полска, се конкретни работи во кои што тие сакаат одговор од стручните лица, како од организаторите на овој колабораториум, Факултетот за биотехнички науки и Високата медицинска школа, така и од другите присутни од стейкхолдери кои што ги поканивме. Верувам дека ефектите ќе се постигнат со овој 4 колабораториум, веќе сме на одлична насока. Компанијата се занимава со преработка на јаткасти плодови, производство на путер од кикирики. И сакам да искажам важноста од организацијата на ваков тип на колабораториум, посебно затоа што во целата организација се вклучена алијанса која што работи на ниво на Европска унија со учество на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, што за мене е една одлична можност да слушнаме некои интересни работи во делот на функционалната храна и незините придобивки за потрошачите, чисто како една идеја за развојот на производството од бизнис секторот понатаму. Меѓутоа ми импонира интересот и расположението и на студентите да бидат активно вклучени во истражувањата и во целата работа околу делот на учење понатамошно и вклучување во производните процеси. Во смисол, јас сум производна компанија, па мене ме интересираат посебно во производните активности, меѓутоа исто така и во маркетинг активностите, во делот на истражувања научни во типот на ваквата тема и слични теми кои се однесуваат на функционалната храна. И лично ние како компанија сме заинтересирани и да ни понудат некаков тип на соработка и истражување, па можеби некаков производ заеднички понатаму кој што ќе значи нешто на македонскиот пазар, а зошто не и за извоз. Изминатите 2 години веќе втора средба од ваков вид, каде што се разговара за начините низ храна, за видовите низ храна, здравата храна, функционалната храна и така натаму. Целта е најнапред да се сретнат, да има синергија меѓу сите чинители во секторот, прехранбениот сектор, значи се она што значи од производство, од нива па до трпеза. Тоа би представувало дека треба да се внимава на она со што се храниме, како вид на храна внесуваме и дали таа храна е збалансирана. Ние како агенција, например, за поттикнување на развој на земјоделството делуваме советодавно во тој аспект. Пред сека земјоделските производители, самиот начин на производство и агротехничките мерки кои ги спроведуваат во врска со производството на храна, меѓутоа се оди чекор понатаму
во примарната преработка и обработка на тие производи да ги имаат најмалку минималните потребни хигиенски услови за производство на здрава и безбедна храна за конзументите. Денес бев поканет со своето излагање за да доловам една поразлична перспектива за функционалната храна, односно кои се придобивките за консумирање на функционалната храна, кои се бенефитите, како е поделена функционалната храна, како ние како компанија исто така придонесуваме во креирање на производи кои спаѓаат како функционални и доста честа беше голема што бевме поканети на овој настан, бидејќи од учесниците на проектот се разви како дискусија, стварно доста интересни информации разменивме и се надевам дека вакви теми, вакви проекти ќе има во иднина каде што можат учесниците, професионалците да дискутираат на темата храна.